إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى che продолжим с едно ново поглавје од ова изворедна книга, а тоа поглавието Баб мин аш-ширк ал-исти'адату бигайри Аллах. Поглавие од ширкот е барање заштита кај други освен Аллах. Од ширкот е, ова мине ширк, барање заштита од други освен Аллах. Мине ширк, значи, како што вели Шейх Уцеймин рахимахуллах тука, е еден дел од ова барање на заштита е ширк. Значи, еден дел, значи не е целосно барање заштита од други освен Аллах, не е тоа целосно ширк. Туку има ситуации кои ќе се објаснат се во теков на дерсот, што значи тоа е така голем ширк. Значи, тоа ги има учено во трите темели. Ел-исти'ада, значи барање заштита, да бараш заштита од створенија кои се во можност да ти помогнат тебе, ова е дозволено. И затоа вели Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах тука, значи од ширкот е. Значи не вели ширк е, ова има разлика во арапскиот јазик. Значи не вели ширк е барање заштита од други освен Аллах, значи тога ако речел така ширк е, тоа значи дека сите врсти на барање на заштита се ширк. А од ширкот е, значи од, значи некои се, некои не се. Значи таа врста што не е на пример барање заштита од створенијата во работи кои се тие моќни во можност да ги извршат. Ама ако бараш ти заштита од створенијата за работи за кои само Аллах субханаху ва таала е моќен, тогаш ти паѓаш во ширк. И тоа во голем ширк, како што вели Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах. Значи ако бараш заштита од створенијата за работи кои само имат моќ за ним Аллах субханаху ва таала, тогаш ти правиш значи голем ширк. Баракаллаху фикум. И велит Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах дека ако ги следиме добро минатите поглавија и исто ова поглавие вечерва, што учиме ние тука, тогаш сваќаме добро причината зошто авторот рахимахуллах е напиша оваа книга. Значи Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах тука објаснува неколку врсти на ибадети и исто спротивното од тие ибадети. Значи спротивното ширкот. Значи ако сакаш, како што вели тука Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах што објаснува, значи ако сакаш ти значи да научиш ширкот, односно да научиш теохидот првош, исто треба да го научиш ширкот. Зошто? Тогаш ќе сватиш значи заблудата на ширкот и тогаш ќе знаеш со Аллахова дозвола како да се штитиш од таа заблуда. Значи ти не можеш да се штитиш од нешто што не го знаеш. Значи за да се штитиш ти од тоа нешто, треба да го знаеш. Што се тие работи што можат тој теохид тебе да ти го рушат, да ти го расипат, да ти го извалкаат. Сето тоа значи исто со учење со спротивното на теохидот, а тоа е ширкот. Зошто, како што велит Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах,
теухидот je, znači, соединува тука две работи. За да се уствари теухидот треба две работи. А тие се првото е потврдување и негација. Потврдување значи дека ибадетот е само за Аллах субхана ва таала, ова е потврдување. А негацијата е да се негират ибадетот за други освен Аллах субхана ва таала. Значи кој да е тој другиот? Дали е пекамбер, дали е мелаче, дали е добар човек, дали, што сака нека биде, не му припаѓат ибадетот на него. Ибадетот е единствено право Аллахово, не од створенијата. Значи затоа теухидот се остварува со потврдување, значи потврдување на ибадетот за Аллах субхана ва таала и негирање на ибадетот за другите. И затоа значи шейх Мухамед рахимахулла поединачно спомнува тука неколку врсти на ибадетот. Неколку врсти на што се ибадет ги спомнува тука и спомнуваат исто работи кои го разрушуваат теухидот. Како што е тука ова поглавие. Значи, барање заштита од други освен Аллах субхана ва таала. Освен Аллах субхана ва таала. Вели шейх Салих ал-Шейх, хафидахуллах, el-isti'adha, значи барање заштита, односно барање сигурност од злото. Барање сигурност од нешто што те плашит. Значи, el-isti'adhatu е значи барање на заштита од нешто што те плаши тебе. Значи, од тоа нешто што се плашиш, да бидеш ти во сигурност. Тоа е el-isti'adha. Значи, дефиницијата на el-isti'adha, како што вели шейх Салих ал-Шейх, хафидахуллах, и isti'adha во суштина гледано, значи барање на заштита, во суштина гледано е дуа. Дуа, значи молитва, молба. Зашто со истиада, барање заштита, значи ти се молиш. Значи ти се замолуваш. И спрема, како што вели дјани шейх Салих ал-Шейх, хафидахуллах, барањето се разликуваат од страна на од кого што се барат што. Како е тоа? Вели шейх Салих ал-Шейх. Ако ти бараш нешто да се отствари од еден човек што е во ранг како тебе, значи во степен како тебе, тоа е барање. Барање. Значи, направи го ова, прави го ова. Значи, тоа е како вид замолување. Ти го замолуваш. Ама ако е тој, значи, исто како тебе во степен, значи, на работа, на други ситуации, примера, значи, тогаш е тоа барање. А ако правиш барање спрема човек што е под тебе, тоа е наредба за него, значи. Значи, ти кога му бараш нему, ти му наредува со други збор. Ако га бараш ти барање од оној што е над тебе, тогаш е тоа молитва. Ти му се замолуваш нему. Гледаш ова на расција гази, значи огромна, брат. Баракаллаху фикум. И потоа, велит, спомнува тука шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, првиот аргумент, а тоа е Аллаховиот говор, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا. Велит Аллах субхана ва таала, имаше мажи меѓу луѓето, кои бараа заштита од мажите меѓу џиновите. Па овие, значи мажите од џиновите, им го зголемија стравот.
Исто спомнува тука еден хадис, шейх Мухамед рахимахуллах го спомнува хадисот од Хаула бин Хаким радијаллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Во овој хадис, вели пегамберот алейхи салату вассалам, кој застанува на едно место и изговара следното: барам заштита со Аллаховите совршени зборови од злото на створенијата. Ништо нема да му наштети се додека не го напуши тоа место. Ништо нема да му наштети се додека не го напушти тоа место. Велит Шейх Утајмин рахимахуллах во врска со тие мажи од меѓу луѓето кои бара заштита од мажи меѓу џиновите што се, значи тие бара заштита кај нив од работи што овие маживе од инсоите се плашеа. Значи луѓево се плашеа, има страф од некои работи и тие за таја страф да се отстранит и да имаат сигурност за себе си, бараа помош за оваа работа кај џиноите. Им се обратува на џиноите, бараа помош. Но џиноите ова, и како што вели Шейх Утајмин рахимуллах, беа казнети овие луѓе со спротивното од она што го бараа и што го очекуваа. Што? Наместо тај стравот да им исчезни ним, да се отстрани, тоа уште повеќе им ставија страв на нив. Уште повеќе, значи, им ставија страв. Значи, уште повеќе има страв тие од нима. И тоа истото е, баракаллаху фикум, значи, оние луѓе што се далеко од верата, што немаат знање и што имаат страв од џиноите, значи, што имаат страв, значи, од други работи, од мртви луѓе, тогаш џиноите, кога ги гледаат овие работи и ги знаат, уште повеќе ги напаѓаат. Уште повеќе им ставуваат страв. И тогаш тие мислат дека тоа им се случува од тие мртви. Не, џиноите тоа им го прават. Зошто? Кога знаат тие, значи, дека тие имаат страв веќе, тогаш уште повеќе страв им го ставаат. Како и овде исто. Значи, тие џиноите знае овде дека имаат страв од нешто. И сега бара заштита од таја страв, да биде отстранета, бара заштита од џиноите, за да ја оттргнат. Што се случи? Не, тие уште повеќе страв им ставија. Значи, беа казнети со спротивното од она што го очекува и го бара и го посакува за себе си своја. А тоа, ставање на страв уште повеќе. И ова, значи, Аллаховиот збор, кој се спомнува, значи, вајетот, фазадухум рахака, ова е, значи, страв, вели Шейх Утајмин рахимуллах, што опфаќат душевен страв и дури толку е тој јак страв душевен, што почнат и телото да има страв да се треси. Значи, толку јак страв им ставија тие на нив. Зошто? Сето тоа, значи, што тие бараа, значи, заштита од џиноите, заштита за работа што беше во моќ само Аллах субхана ва таала ним да ја отстрани. Тие бараа, значи, од други, тогаш, значи, им се случи тоа. Вели Шейх Утајмин рахимуллах, некогаш може да се случи да џиноите на вистина на некои луѓе да им поможат. Значи да им отстварат некои работи што тие ги бараат од нив. Ама ова отстварување, значи ова отстварување за нив, не го легитимира ширкот. Значи не можеш да дојдеш да речеш, па мене ми се случи мене ми се отствари тоа што го сакав, што го барав, и се да речеме, па добро, ширкот е дозволен. Не. Никогаш. Никој пат. Во никој случај. Разбиравте, значи, оваа точка? Значи, не значи, случката дека се случува некое добро, дека тоа, со тоа случување на добро, дека тогаш одма не му станува, значи, дозволено, значи, да прави ширк. Никако. Значи, како што имате од други работи,
што се забранети, што се случуваат може на луѓе некои имаат придонес од тие работи. Но не значи придонеста од тие работи да тоа е халал, дека тоа е дозволено. Така исто и со оваа работа. Така исто значи слично со оваа работа. Баракаллаху фикум. Велит шейх Салих ал-Ушейх хафидахуллах дека, значи тоа што го спомнавме, дека стравот опфати нивните души, значи душевен страв и во нивните тела. И тогаш джиноите, кога видоа таа работа и тој страв, уште поиќе добија, значи, повод за уште повеќе да ги нападнуваат и уште повеќе да им го ставаат злото во нив. Значи, гледате, баракаллаху фикум, и колку луѓе има ваќе што страдат од овие работи. Значи, многу луѓе. Зошто? Зашто тие луѓе се далеко од теухидот. Значи, ти кога живиш со чисти теухид, многу работи исчезнуваат, нарочито болести кои се душевни болести, ментални болести. Кога дојде шех Абдулла Карауи, шех Абдулла Карауи е тој алим што го на така речено го обнови теухидот во Джезан, значи во родното место каде шех Рабија, шех Зейд, таму го обнови теухидот. Но су ви кажал како е почнато? Значи шех Абдулла Карауи. Кога османлите имаа земено Саудиска Арабија повторно во нини раца, пак го расширија ширкот и војуваа против давето на шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах. И во некои делови на Саудиска Арабија, значи, почна луѓето повторно да се враќаат во ширк и да паѓаат во ширк и да се заборава теухидот. Дојде шех Абдулла Карауи во тој дел на Саудиска Арабија, јужна Саудиска Арабија, и почна да повикува. Значи, ги учи книгите на шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, сам го свати теухидот и тогаш свати дека народот негов е во голема заблуда. И почна да ги повикуваат. Но неговиот роден крај, или односно неговото село, во кој тој ги повикуваше, го отфрлија. Не му го за него и да слушнат. Тогаш шејхот размисли и рече, јас мора да го напуштам ова село, овој дел на ова место, и да го почнам давето на друго место каде луѓе што не ме знаат мене. Како пекамберот алейхиссалату сам беше во Мека, не го прима даветот, замина во Медина, таму го прима даветот. Ова од мудростите, значи во даветот, ако ти пробуваш одно место, не го прима даветот, ти одиш на друго место. Така и пекамберот беше во Мека, 13 години, не го примија, само поединци, ама не она целокупно. Во Медина замина, влегува, значи, целокупно луѓето во исламот. Шех Абдулла Карауи замина во друго село. Во селото, кај што е роден шех Рабија. Шех Рабија е од плодовите на овај имам, на овај алим. Значи, гледаш какова е ова лозата на овие луѓе. Значи, не е лоза излегола и не ознаеме каде излезе овие се. Не излезе, донесено нека, не. Имат лоза. Шех Абдулла Карауи дојде во селото на шех Рабија. Шех Рабија уште не беше роден тогаш. И кога влезе в село, беше на едно магара или камила, и се имаше што поседуваш, имаше земено со себе. Да го следваше другото село. И го прашаа тие селаните, кој си ти? Тој рече, јас сум Филан, Филан и Филан. Рекоа, ти си тој фитнеджијата од тоа село таму. Ние не сакаме фитнеджи да ни прават нас внатра во селото, не реди. Шех Абдулла Карауи им рече, јас не сакам, не правам давет, нема да повикувам, мојата цел е да отворам еден дучан и во тој дучанот да правам купо-продажба, трговија. Рекоа, добро, барем и ние ќе имаме, значи, предност, нема дојме подалеку да пазаруваме,
едно друго, ќе ги имаме в село дучанот. И Шех Абдул Карауи отвори дучанот, луѓето идеа, купува, некој што нема им велеше покасно ќе платите, на некој им го опростуваше. И кога имаше време, кога не работеше со луѓе, немаше муштери, тогаш читаше Куран шехот. Non-stop, само читаше Куран. И поминаа пола година, неколку месеци, сега луѓето стануваат љубопитни. Значи, не гледаме од човеков ништо лошо. Не помагат, не заимуваат, не чекат, ни опростуваат борџот. Значи, како мој да бил толку лош таму што не го сакале тие? И му велат тие, абе, што беше со тебе таму? Ти што повикуваше толку лошо да е тоа, ние не гледаме од тебе, освен хаир, освен добро. Кажи што беше и види ова е мудрост од алимите. Да не избрзуваш да излеташ одма. Да не ги спушиш, што се вели сите куршуми одеднаш. Шехот рече, ја барам од вас, ако се мој, да ми дајте в чош, во еден чош на џамијата, едно место, а вашите деца да им гуча Куранот. Ти рекол, Куранот тоа било лошо? Од утре да имаш ти место в џамија готово. И починат. И шех Ахмет Неџми да учи тука, шех Хафиз Ел-Хакеми, што беше потоа шехот шех Рабија исто, шех Мухамед Ел-Хакеми, баба им од шех Рабија, други алими исто, ода сега учат кај него деца мали 6 години, 8 години. И тој учит Куран и све ајатите кај што се за теухид улухија, теухид рубубија, се им ги учит како што требита. И Куран и усулу саласа, и Куран и китабу теухид, и Куран и кешфу шубухат, книгите све. И после овие мажи стануваат 15 години, 20, со теухид се израснати. И сега, значи, тие после го крена шехот, му го носеа даветот. Ова е. И што сакав сега целова што ме подсетивте на оваа историја, на оваа случка, кога дошол шех Абдул Карауи, ова го кажа од шех Рабија сам, кога дошол шех Абдул Карауи во Џезан, во Самита, во тоа село, луѓето многу страдале од душевни проблеми, болки. Тогаш шех Абдул Карауи не правил да отворите ординации за рукија, да лавери, да прави, не. Им го научил теухидот. Кога го научиле теухидот, луѓето и цврсто верување во Аллах, сите тие работи исчезнале после. Сите работи исчезнале после. После немаат ни овие се играат со тебе, ни овие се играат со тебе. Срцето твое поврзано со Аллах Джелешану. Не бараш ни гробот, ни петкота, ни шуткота, ни стојкота, ни не знам која. Разбравте се, баракаллаху фикум? Значи овие, значи, све значи теухидот. Ако е теухидот, значи цврст во срцето на човекот, тие другите работи сите исчезнуваат. Сите исчезнуваат. Велит Шейх Утајмин рахимахуллах, исто од овај ајет учиме дека во редовите на џиноите имат мажи. И имат исто, значи, жени. Зошто велит Аллах Джелешану бириџалин минел џин. Значи, од бара помош, бара заштита од мажи кои беа меѓу џиновите. Односно, од џиновите, ова вистински на арапски преведено. Значи, на македонски од арапски. Минел џин. Значи, од џиноите. Значи, мажи кои се од џинои. И ова, значи, е аргумент дека во нивните редови имат мажи и жени. И затоа, значи, како вели Шейх Утајмин рахимахуллах, може да се случи, значи, да мажи од џиноите да имаат односи со жени од синовите на Бени Адам. И може да се случи исто обратното. Маж од синовите на Адам да имаат односи со џиннијатун, џиннија значи со џинка значи од џиноите. Значи ова мој баракаллаху фикум. Потоа спомнуваат шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, значи хадисот што го спомнавме, кој застанува на едно место
и изговара барам заштита со Аллаховите совршени зборови од злото на створенијата, ништо нема да му наштети, се додека не го напушти тоа место. Се да напушти, значи тоа место. Велит шех Салих ал-Шейх, исто шех Утемин рахимахуллах, арапите во џахилијетот, кога беа на патување и ке застанеа на некој место, а повеќе во долини, значи во некоја долина ке застанеа, и арапите викаа со висок глас, највисок што можеа да извикаат, барам заштита од водичот или од господарот на оваа долина од џиноите што е. Од будалите во неговиот народ. Значи во народот на џиноите, значи тие бараа заштита, тој главниот џин што е на таа долината, се тие веруваа секоја долина има џиноја. И во тие џинои имат еден главен. Тие бараа заштита кај него од будалите што се од џиноите во неговите редови, за да не им наштетат на арапите се додека тие беат стоат во таа долина и одмораат во таа долина. Значи ова е ширк. Ова е ширк. Кога дојде пекамберот алейхи селату васелам, им го замени оваа работа, го замени и ширкот со теухидот. И ги научи муслиманите како тие да бараат заштита со Аллаховите зборови од злото на створенијата. Значи да ги речат, овие зборови, значи А'удhu би келимати Аллахи таммат мин шарри ма халак. Значи ова е дова што се изрекуваат. И значи ова се, како што вели шех Утемин рахимахуллах тука, значи кои застануваат на едно место. Ова место може да биде место што ти долготрајно ќе стоиш, како куќа, како стан, или место што ти си неколку привремено, значи хотел, некој шатор, некој место, пример, оиш во патување надвор, застанува, седнуваш да јаеш, да се напиеш, го правиш оваа дова, учиш оваа молитва. Значи му се молиш на Аллах субханаху ва таала. И како што вели шех Утемин рахимахуллах, што кажуваат ал-Хафиз ал-Куртуби рахимахуллах, дека ал-Куртуби рахимахуллах велит, една вечер, кога бев на патување, ме боцна еден шкорпион. И тогаш почнав да мисла што се случи сега со мене. И после долго време, значи, истражување со себе си свое, се потсетив дека јас оваа дова не ја реков кога застанав тука. Гледате, брат Баракулафик? Значи, ова е живење со верата. Значи, селефите ваке живеле со верата, Баракулафикум. И значи, гледаш, одма, значи, си барал во себе каде била грешката. Во себе каде била грешката. И затоа вели шех Утемин рахимахуллах, може некој да речи оваа дова, оваа молитва, и да пак да биде да му се наштети. Зошто? Не ја рекол со срце. Значи со присутно срце не ја рекол. Како, значи тогаш има некоја пречка, вели шех Утемин рахимахуллах, меѓу тебе и ефектот на оваа молитва. Има некоја пречка што ти треба да истражуваш во себе си твое, каде е таа пречка. Исто како што вели шех Утемин рахимахуллах, читањето на суратул Фатиха. Но читаш на неколку и не оздравуваат. А дојдено дека е, значи, шифа. Значи, е шифа, значи здравје, легје, суратул Фатиха. Сега ти читаш, не се случува ништо. Тогаш вели шех Утемин рахимахуллах, не е дека тоа не е вистина. Значи, дека тоа е лек, тоа е вистина. И ние веруваме 100% во тоа. Зашто тоа го рекол пекамберот алейхи салату васелам. Но има тука нешто, некоја пречка што е меѓу тоа нешто, себепот, читањето и ефектот на тоа читање. Има некоја пречка што ти треба да се истражиш себе си
и да знаеш каде е таја грешка. Баракаллаху фикум. Исто вели Шейх Утемин рахимахуллах тука, што е многу важно исто, дека давечијата, кога ги поучуваат луѓето за нешто, тогаш треби, кога тој некоја работа им ја забрануваат на нив, како тука што е случајот, значи пекамберот алейхи салату васелам, значи им забрани да велат тие зборови како што викаа мушриците во времето, значи во тие долини, да бара заштита тој од тие џинои. Ама ти кога некому нешто ќе му го забраниш, ќе му кажеш дека ова е забрането во наша вера, требиш истовремено да му пружиш нешто, да му кажеш нешто што е дозволено, легитимирано. Значи, таја празнина сега што му се ја направил ти нему, да му ја исполниш со нешто што е вистина. Значи, ова е многу важно. Значи, ти му вели сега, ова работа е ваќе забранета. Тогаш му учиш нему што е правилно за тоа меселе. А не ти ова меселе му забрануваш, после влага со него во 10-то меселе и дискутираш. А уште тој во ова меселе не знае ништо што е вистина, што не е невистина и е во сомнежи. Значи, ти кога зборуваш конкретно за таја работа и му кажеш дека ова со аргументи шеријатски е забранета, не е легитимирана, тогаш истовремено му нудиш нешто што е легитимирано во врска со тие работи. Како тука, пример. Ти му се му велиш, тебе ти е забрането кога се запираш на некој место или некоја долина, да ги речеш тие џахилијетски зборови. Забрането ти е. Сега, што ти е дозволено? Да правиш, значи, ова. Дали си во долина, дали си во стан, дали си во хотел, дали си во друго место, а'удhu би келимати Аллахи таммат мин шерри ма халак. И човекот е тогаш заштитен, се додека тој не го напуши тоа место. Значи, се зборови кои не се изговараат само со уста, со присутно срце, значи. Срцето треба да биде присутно. Срцето, значи, треба да биде присутно. Исто што напомнува тука шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, дека овој хадис е еден од огромните аргументи против Му'тезила, Џехмија и оние кои го следат нивниот пат. Зошто? Зошто овде пегамберот алейхи салату вассалам не упати нас да бараме заштита со Аллаховите совршени зборови. А на почеток збор рековме, значи, во поглавието, дека барањето на заштита од створенијата, за работи кои само имат моќ Аллах субханаху ва таала, е забрането од створенијата. Тогаш како ние бараме тука заштита со Аллаховите зборови или односно во Аллаховите зборови? Ова е доказ дека Аллаховите зборови не се створени. Да беа створени, не ќе беше дозволено да бараме заштита со Аллаховите зборови. Значи, ако беа створени, тогаш беше забрането. Значи, тоа значи дека Аллаховите зборови се негови својства, од својствата Аллахови се, значи, да зборуваат Аллах субханаху ва таала. И Аллаховите својства не се створени. Се ако беа створени, тогаш ќе беше забрането да се бара заштита во створенијата. Значи, ова е многу важно. Значи, Имам Ахмед рахимуллах аргументираше против Џехмија со овај аргумент. Од аргументите кои ги спомнуваше и велеше пекамберот алейхи салату вассалам не има од нас упатено, научено
да бараме заштита со Аллаховите зборови од злото на створенијата. Што значи, ако беа тие створени, немаше да не упати нас тој да бараме заштита ние од створенијата за работи што створенијата не се во можност да ги устварат. Што значи дека Аллаховите зборови не се створени, тие се негово својство и затоа е дозволено исто да се бара со нив заштита. Значи ова е од аргументите огромни кои имам Сунна, имам Ахмед рахимахуллах ги употребуваше против новотарците и овде се гледа значи тоа длабокото разбирање на верата. Длабоко разбирање значи на верата. Баракаллаху фикум. Исто вели шейх Утемин рахимахуллах во хадисот на пекамберот алейхи салату вассалам ет-таммат, значи аузу би келимати Аллахи ет-таммат. Значи таммат совршени. Значи Аллаховите зборови се совршени. Совршени од два аспекти. Совршени од аспектот дека тие содржуваат само вистина. Значи се ова е прави разликата на совршеноста на еден збор. Значи, тие содржуваат само вистина. Значи, со други зборови, во Аллаховите зборови нема длага. Значи, ако има длага, тоа е мана, манливо нешто. Слабост е. Значи, лагата не ја прифаќаат ни паметните луѓе. А да не збориме, значи, за Аллах Джелешану. Аузу биллах. Значи, совршени се од страна дека тие содржуваат само вистина и совршени се од аспект од страна дека тие содржуваат само праведност. Потполна праведност. Значи, потполна вистиност и потполна праведност. Значи, ако ти си сам вистински муслиман и веруваш во Аллаховата книга и веруваш дека тај Аллахов говор, тогаш знаеш ти дека све што е тука е вистина и знаеш дека све што е тука внатра, дека тоа е праведност. Тоа е вистинска праведност. Не ја што си мисля за себе, или ти за себе, или ние за нас. Баракаллаху фикум. Потоа, говорот на пекамберот алейхи салату вассалам мин шарри ма халак, значи од злото на створенијата. Створенијата се поделуваат на три категории, вели шейх Утемин рахимахуллах. Првата категорија, оние створенија кои се чисто зло, како Иблис, шејтанот. Значи, тој само зло има во него. И исто, огнот. Огнот како огон, зло, значи, може да те изгори, може да те оштети, но ова зло, само од страна, гледано од наша страна, зло. Се ако гледаш ти, ако ја разбираш мудроста, тогаш тоа станува за тебе и хаир. Зашто ти кога разбираш се мудроста на огнот, дека тој те топли тебе, тогаш сваќаш, значи, дека тоа е хаир за тебе. Ама гледано, значи, почетно, тоа е, значи, зло. Значи, створенија, кои содржуваат зло, значи, Иблис. Потоа, створенија кои содржуваат, односно се целосно хаир, во нив има целосен хаир, тоа е како дженнетот, тоа е како пегамберите, како мелачината, значи целосен хаир. И створение кои имаат во себе и хаир, и шар, и зло. Тие се другите луѓе, вели шейх Утемин рахимахуллах, другите луѓе, како што вели шейх Утемин рахимахуллах. Во зборот на пекамберот алейхи салату вассалам лем јадурруху шеј, ништо нема нему да му наштети. Овде значи ништо нема да му наштети ни од шејтаните, ни од инсоите, ни од джиноите. Ни нешто што е јавно очевидно, ни нешто што е скришно. Значи тоа е заштитено од сите овие работи. Но кога изговара тоа, кога изговара, значи, со искреност и со срце што е присутно. Значи, не срцето на друго место,
и ние ги изговараме, значи, овие зборови, тогаш е таја пречка што не се остварува тој ефектот од таја дова, од таја молитва. Значи, затоа треба да пазиме и да бидиме, значи, целосно тука внимателни. И потоа спомнува Шех Утемин рахимахуллах во врска со барање на заштита од створенијата. Ако бараш заштита, вели Шех Утемин рахимахуллах, од створенијата, за работи кои тие не се во можност и во моќ да ги остварат, тоа е голем ширк. Тоа е голем ширк. Како, например, барање од мртвите заштита. Барање од джиноите заштита. Значи, ојти барат кај гробоите од тој мртви човек, за да го заштити тој од некоја друга работа. Тој мртвиот сам има потреба, за ти за него да му се молиш на Аллах субханаху ва таала, за Аллах нему да му се смилува и да му опрости, тој што прави, тој кај него му се моли дневно. Значи, затоа, ако се случи такво нешто, тоа е голем ширк. А да е некој жив, присутен, значи тој е тука присутен, те слушат и имат можност, примерно велиш, дај ми ја водата, или помогни ми мене овде за оваа работа, или заштити ме од ова, пример. Тој може да те заштити со нешто, ти задржи, значи тоа е дозволено. Ама, за работа кој тој не е во можност да те заштити, во можност да само Аллах субханаху ва таала, ти ја бараш од едно створение, ова е ширк. Ширк што те ваѓат од верата. Ширк значи што те ваѓат од верата. Значи, затоа треба да бидеме внимателни и исто значи треба да ги учиме и нашите блиски за овие работи. И ова е зашто вели Шех Утемин рахимуллах. Ако ги земевме само првите аргументи, како што беше ајетот, како што е хадисот, и други аргументи, ако ги земеме само ним, тогаш ќе осудевме дека сите врсти на барање на заштита се ширк. Но кога ги избираме сите аргументи, оние аргументи кои укажуваат дозволеност на барање на заштита од створенијата во работи во кои тие се во можност, тогаш, значи, кога ги соединуваме овие аргументи, сваќаме, значи, има ситуации кои е дозволено. И ова е, значи, од правилата на Ахлу Сунна вал Џемаа. Кога тие бараат, истражуваат аргументи, ги земаат сите аргументи. Не само оние аргументи кои ними им прилегаат, значи овие мене им се допаѓаат, овие се за мене, значи се се за мене, јас ги земам овие не се баш за нас, овие ќе се направиме меѓу мене ги знаеме. Ова не е патот од Ахлу Сунна вал Џемаа. Ахлу Сунна вал Џемаа ги зема сите аргументи. И тогаш идат до заклучок. Иначе ти не си искрен во твоето истражување. Ти зема само едно, остава само друго. И ова е патот на неверниците. Ова е патот на евреите. Во еден дел на книгата веруваат, еден дел други го отфрлаат, не го примаат. Значи, требаш ти целосно да ги прифатиш аргументите и потоа да дојдеш, значи, до заклучок. И потоа, значи, да дојдеш до заклучок. И на крај, ги спомнува тука Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах меселињата, што се како видна заклучоци. Првото меселе е тефсирот на ајетот, што го спомнавме, дека имаше луѓе, мажи од луѓето, кои бараа заштита од мажи, од джиноите и така натаму. Значи, тефсирот на тој ајет и дека таја работа, второто меселе, дека тоа барање на таја врст на заштита, дека тоа е ширк. Третата работа е дека алимите, значи хадисот, го земаат како аргумент дека Аллаховите зборови не се створени. Зошто? Ако беа створени, тогаш не се бараше заштита од створенијата за такви работи. Четвртото меселе, вредноста на оваа молитва. Иако таа е многу кратка, значи беше вистински многу кратка. А'удhu би келимати Аллахи таммат мин шарри ма халак. Значи многу кратка, една реченица. Но вредноста е огромна. Иако е кратка, но со многу огромна вредност.
Петото месела, велит шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, и тоа е последното тука, а тоа е дека може некогаш да му се случат на човекот некој придонеси, например, некој работа што тоа сака да му се отствари, или некој зло да му се отстрани, со во врска со джиноите. Но ова не укажува дека таа работа е дозволена. Значи, тој ако со ширк и му се отстварува нему некој придонес од страна на джиноите, му помагаат тие нему, соработуваат тие со него, ова не значи дека тој ширкот е тогаш дозволен и дека стануваат халал сега и дека тој смее тоа да го потребува. Ова никако значи не е дозволено. Иншаллах ќе застанеме тука. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.